Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Повеќе од само бројки. Јас сум Моника Митраска, студент на Економскиот факултет во Скопје при УКЕМ на Департманот сметководство и ревизија. Денес имам чест да разговарам со Иван Ѓуровски, основач на OTB Solution и председател на Комисијата за образование при ИСОС. Добре дојде. Добро ве најдов, Моника. За почеток, како си? Одличен. Најпрво би сакал да се заблагодарам на поканата да бидам денес дел од оваа ваша емисија, односно подкаст, и би сакал да ви ја пофалам иницијативата, затоа што навистина свежината во сметкоствената професија е повеќе од неопходна. Ти благодарам многу што денес си токму наш гостин. Јас имам особена чест да разговарам со човек кој има големо искуство во сметководството, ревизијата и консалтингот. Па за почеток да те прашам, дали може да ни го кажеш твојот пат од факултет до сега тоа каде што си? Ајде вака, ќе гледам да биде тоа кратко, за да стигнеме во рокот што го имаме. Значи, може да почнеме од факултетот, како студент на Департман сметководство и ревизија при Економски факултет на УКЕМ. Бев од 2012 до 2016, каде што 2015 и 16 бев демонстратор по предметите на основно сметководство, сметководство на трошоци, сегоуправувачко сметководство и статистика за бизнес и економија. Факултетот представува една основа за мене, која што е неопходна за тоа да стигнам каде што сум денес. По факултетот продолжи во Deloitte, односно и дур бев на факултет, бев на практична настава во Deloitte, ревизорската куќа, каде што работевме ревизија и одредени проекти поврзани со ревизија и уверување, и понатака продолжи во Народна банка. Во Народна банка бев отприлика една година во дирекција финансии, сметководство и контрола, кое што ми беше огромно искуство од аспект на како големи системи работат, како е сметководството на една централна банка, финансии и контролинг. За потоа пак да се вратам во Deloitte и да го довршам сертификатот ACCA и потоа премина во, да речам, повисока менаџерска позиција за американскиот пазар. Водевме тимови на сметководство за од 2023 да основа моја компанија, каде што работиме сметководство и консалтинг за Америка и за Западна Европа. Одлично. Дали уште додека беше на факултет знаеше дека ќе се движи твојата кариера? Па видете, јас би рекол дека животот секој ден ни дава да одбереме лево или десно. И тие одлуки што ги носиме често пати рефлектираат понатака во животот, и дека прва година факултет сметав дека ќе стигнам каде што сум денес, можам да кажам не комплетно, меѓутоа како што се одвива годините, како што навлегував повеќе во професијата, се повеќе и повеќе ми беше јасно на каде ме води патот, односно каков животен стил сакам да живеам, затоа што професијата ни е дел од животниот стил. Од сите овие работи кои ги набројавте дека до сега ги имате направено, сте толку млад, кој би го издвоиле како пресвртница во кариерата од сите овие? Пресвртница можам да кажам дека можеби е положувањето и станувањето на ACCA member, односно поминување на сите испити. Одлично, тоа им е токму наредното прашање. Јас како студент на Департманот сметководство и ревизија точно знам што значи ACCA и што значи таа акредитација, да се биде акредитиран и да се има лиценцата, но бидејќи сигурно ќе има луѓе кои што ќе гледаат емисијата и не се запознаени, дали би можел да ни кажеш подетално што значи ACCA и што тебе ти придонело конкретно? Значи, во една реченица ACCA ги отвара портите во целиот свет. Значи, кога покрај твоето име како професионалец се води една таква дистинкција ACCA member или FCCA после 5 години членство, тоа е веќе некој доказ за квалитет на таа индивиду или на таа компанија која што има ACCA членови во нејса. Дека е лесен патот не е лесен, меѓутоа дека е вреден е и повеќе од вреден. Колку навистина треба да се вложи еден студент за да може да стигне до таа лиценца, бидејќи јас можам да кажам дека моментално нас ни се признаени 7 предмети од вкупно 9, што се редовни, што е навистина предност ако си студент на овој департман, моментално што мислам дека порано не било така. Па еве може да ни кажеш ти колку предмети си полагал? Значи, јас кога почнав беа признаени само 4 предмети,
Добро. Значи, требаше да се дополагаат 9 без Professional Ethics модулот. И генерално, јас почнав 2016 во декември, завршив 2019 во март со сите предмети, што сепак динамиката на учење и на полагање, бидејќи има 4 сесии, може кај некој да биде побрза, кај некој поспора, и тоа не треба да ги обесхрабрува студентите и тие што веќе го почнале патот. Заради тоа што не е факултет. Тоа е професионална квалификација. И таа треба да оди паралелно со тоа како ние се движиме во кариерата. Бидејќи посебно тие последните 4 испити, ако немате добра практична подлога, многу се тешки за положување, затоа што таму нема учење на памет, него се работи само на бизнис кейсови, за кои што ти треба и од книгата, и од збирката да учиш од силабус, ама исто така е потребна праксата. Да. Колку реално мислиш дека луѓето кои влегуваат, да кажам, во овој свет на сметководството, ја подценуваат оваа акредитација реално? Па, од аспект на подценетост, јас би рекол недоволна информираност, заради тоа што сепак кај нас, за разлика од Индија, за разлика од Филипините, аутсорсингот или работење сметководство и други пропратни услуги не е толку актуализирано како што е во некои други држави. А генерално динамиката е многу различна кога се работи за странство него за локалниот домашен пазар. А може ли некој да има успешна кариера и без овој ACCA сертификат? Може секако. Значи, ACCA сертификатот не е, да речам, пречка или една бариера за да успеш или да не успеш, меѓутоа со ACCA сертификатот странците различно те толкуваат, затоа што доаѓаме од една држава која што не е толку позната во светот. И имајќи го ACCA сертификатот, ти влегуваш во едно семејство, во една група на професионалци која што е позната широм светот. Според тебе, каков тип на луѓе успеваат во оваа кариера? Кои вештини треба да ги имаат од претходно? Дали треба да се упорни, мотивирани, дисциплинирани? Реално две работи се неопходни. Едно е упорност, второ е глад. Односно да бидат гладни за повеќе знаење, за повеќе искуство, за повеќе работа. Ние на почеток на кариера работевме од 12 до 16 часа на ден. Работевме и саботи, недела, со лаптопи си одевме на одмор и така натаму. Меѓутоа тоа ние го сакавме, тоа го живеевме, заради тоа што само така можеш да го добиеш тоа искуство за сепак на колку можно помлади години да стигнеш до некој ниво каде што некои други може ќе стигнат и подоцна. Што значи ова би било совет за студентите и младите дека треба да вложуваат во своето знаење, да инвестираат, бидејќи тоа е мое мислење, знаењето никој не може да ни го земе. Напротив, може само да се надоградуваме за да бидеме поуспешни. Па еве кога сме веќе кај младите и студентите, тука имам секогаш најмногу прашања, веќе кога зборувам со искусна личност како вас. Како еден студент да знае дали е ова вистинскиот пат за него? Например, се запишал, одбрал департман сметководство и ревизија и сега како да знае дека тоа е вистинскиот пат? Програмерите често викаат A/B тестинг, односно тестирање на опции. Значи, многу е битно што првата година на факултет, ако не и средно, ако е гимназија, ако е економско, може и средно, значи да се почне со практична настава и да се пробуваат различни облици. Некој ќе се пронајде во сметководствено биро, некој ќе се пронајде во департман за сметководство во голема компанија, некој во ревизија, некој може во некој државен орган. Нема единствено правило за успех и нешто што му лежи на секој. Колку мислиш дека факултетот на вистина ги подготвува студентите за реална работа? Па, генерално од 50 до 70%. Значи, до 100% мора тој факултетот, како факултет, дава добра основа. Ама мора да има практична настава комплементарно и тоа не само таа еден месец што е, него да биде во текот на годината, за да може студентите да се подготват и да знаат што сакаат. Затоа што многу години се губат, каде што имаме најголемата енергија, кога ќе завршиме со факултет, во пронаоѓање на самите себе. Ако тие години се случат, дур сме на факултет, веќе после тоа на 22-3 години веќе почнувате и sky is the limit. Така се согласувам, многу добро кажавте. Што мислите дека на почетокот е побитно за прво искуство работно?
Дали оценките или практичното знаење, одење на пракса, вие како што спомнавме, сте основач на сметководствена и консалтинг компанија, што например вие кај еден млад човек, дипломиран студент би рекле, повеќе би гледале? Од моето искуство сум работел со преку 100 практиканти или луѓе што доаѓале директно од факултет или биле на факултет. Значи, јас ќе кажам дека 70% е практичното искуство од претходно и упорност или желбата за учење, а 30% се оценките. Тоа го покажало, да речем, резултатите ги покажало после тоа. Затоа што самите оценки како оценки се битни, ама не се толку пресудни за успехот од кога ќе влезете во организацијата. Затоа треба упорност, дисциплина и, како што кажав, глад за учење на нови работи. Да. Понекогаш ние вака со студентиве се изборуваме за мотивација, дека треба да бидеме мотивирани, но се случува периоди кога ја немаме таа мотивација. Како да останеме константно мотивирани и да продолжиме да работиме напред? Па видете, како студенти може да работите напред така што мотивираноста ќе дојде од некоја подолгорочна цел. Затоа што веќе кога ќе бидете вработени и кога имате приходи, може да си имате и краткорочни награди за вашиот труд и вашата упорност. Меѓутоа, како студенти, мора да си замислите каде сакате да бидете за 10 години од сега и да чекорите натака и тоа да го повторувате. Овие мотивацијски говорници на саба или навечер, многу е битно да се повторува каде сме и каде сакаме да бидеме. Која мислите дека е најголемата грешка или најчестите грешки што ги прават младите додека студираат? Па додека студираат, често пати сега се случува, бидејќи знаеме каква е економската, социоекономската состојба во државата, често пати се случува да млади како млади бидат приморани исто така и да работат нешто, зборам на страна од тоа што го учат, и тука почнуваат да заработуваат некој износ кој што нив им е доволен во моментот. Не им е доволен со маж, жена и деца, меѓутоа во моментот. И заради тоа влегуваат во комфорна зона, каде што повеќе се фокусирани на трошење на тешко заработените пари, него на градење на систем за во иднина многу полесно ги заработуваат тие пари. Дали мислите дека тоа е проблем кај нас или генерално? Генерално во цел свет. Во цел свет. И во Америка и во Западна Европа истиот проблем се случува со тоа што нормално таму и процентот на луѓе кои што одат на факултет не е толку голем како во Македонија. Дали мислите дека тоа е проблем на системот кај нас или во што би можело да го најдеме? Видете, тоа е индивидуално, бидејќи секој човек за него, како што кажав, имате одлуки лево или десно да одите. Дека требаат парични средства да студирате, требаат. И дека треба да се работи, треба. Меѓутоа, мора да се посвети и на факултетот и на практичното знаење, ако сакате да имате долгорочен успех. Еве, како што спомна, дека работиш и со американски, да кажеме, пазар, дали се гледа разлика во работните навики кај луѓето од Балканот, да кажеме, од Македонија и конкретно еве Америка? Па видете, Америка како систем е, да речам, тоа највисоко ниво на капитализам и генерално кај нив 8 часа се 8 часа. Значи во 8 часа ако имаш пауза 30 минути, таа ти е. Тие 7,5 часа треба да ги изработиш и тоа кафе може да си доеш порано на работа па да си земеш кафе. А веќе да почнеш со работа, они викаат clock in, clock out. Да. Тоа не го може, меѓутоа и таму се менуваат веќе и со ремоут и со флексибилни работни часови, веќе повеќе стана на перформанс based работите, него на тоа дека се базирани на работно време. Значи вие си имате задачи, ако ги завршите и за 5 часа и за 7 часа, тоа е ваше. Ако можете и за 3, одлично. Значи повеќе сега им оставаат на нив да одлучат, но на крај работата да биде завршена. Точно тоа е целта. Да. Сега ако почнуваш од нула, дали исто би почнал? Дали исто би направил како до сега? Па искрено една работа би сменил. Јас прва према втора година и втора према трета бев на work and travel 4 месеци во Алјаска. Нормално затоа што го кажавме од претходно, бидејќи социоекономскиот статус е таков, сакаме повеќе парични средства и така натаму. И тие 2 години немав доволно практична настава.
да ми се врати времето, пак бидел во Алјаска, дефинитивно, ама во времето кога сум тука, бидел повеќе на практична настава и би ги поврзал тие две. Морам да се согласам затоа што јас бев 2 години на Work and Travel и знам колку поинакви вештини се учат таму на страна од нормално практичната настава што овде може да ја добиеме за замена, опортунитетен трошок, нели го викаме тоа во економијата, но дали се согласувате дека таму некои вештини што сте ги добиле, потоа овде сте можеле да ги примените? Искрено, да, дисциплината и упорноста се нешто што таму го научив, работејќи 3 фултайм работи и спиење 6 дена од 7, и на тој начин учиш дисциплина, упорност и дека си способен за многу повеќе. А на страна на тоа, тука веќе се случува бирањето. Дали сакаш цел живот, пример, јас носев куфери. Јас бев хаускипинг, чистев соби. Јас не се срамам од тоа, бидејќи сепак тоа е некоја работа што искрено и честно си работел човекот. И дали цел живот сакаш тоа да го работиш или сакаш нешто друго? Пак е тоа бирање на животниот стил. Така е, се согласувам. И баш ми е мило што споделивте еви некоја друга страна од вас. Сега ако се вратиме на темата сметководство, колку мислите дека ние сме сега во смисла дали моментално сметководството генерално е вклучено во новите, затоа што знаеме има дигитални алатки, се појави вештачка интелигенција и јас лично што сум удела на пракса знам дека конкретно Америка работат со поинакви сметководствени системи од кај нас, па колку мислите дека ние сме блиску до тој, да кажеме, поголем круг на систем? Па видете, софтверите кои што се користат во сметководство во Македонија и за западниот пазар имаат многу голема разлика, а таа разлика најмногу се приметува и се гледа во интегрираноста со целокупниот екосистем на бизнисот. Значи, вие во Америка еден QuickBooks го врзувате со банките и вие плаќањето го вршите од QuickBooks. Не влегувате во Chase или во Bank of America. За разлика од тоа, тука во Македонија системите, мотивирани би рекол исто така и од државните органи што наметнуваат регулатива, се многу позатворени, имаат многу повеќе мануелни чекори, тие досадните што ги викате вие новата генерација, од американските софтвери, каде што, да речам, се е на еден клик. Веќе кога спомнавте досадно, дали е мит според вас тоа дека сметководството е досадна професија? Па искрено, аз досадни работи не сакам, а си го сакам сметководството. Значи, сметководството не е досадна професија, меѓутоа реалноста е дека ако се работи на современи начини, е многу интересна професијата. Дека има се уште колеги кои што работат по-традиционални, на по-мануелни или по-хартиени начини, има, ама и за тој цел свет е отворен. Ако вас не ви се допаѓа тоа во Македонија, може да работите за Западна Европа, за Америка, за Австралија, така. Да, сега со толку можности што имаме ние новите генерации, реално може да се одбере секој што сака, но нормално ако се посвети и труди на тоа. Да. Дали мислите дека вештачката интелигенција ќе ја замени професијата или ќе ја надгради? Па ќе ја надгради и тоа е поврзано со тоа зборот досадно што го кажавме. Значи, веќе нема да остане такви досадни работи, затоа што досадните работи ќе си ги работи машината или вештачката интелигенција. Ваше ќе биде само да го проверите тоа. И сега, знаењето за да може да го проверите тоа дали е добро, веќе многу често се случува, гледаме по медиумите, и големи сметководствени ревизорски куки имаат казни бидејќи ревизорско мислење го правеле со вештачка интелигенција. Значи, многу е битна таа проверка. Не е проблем вие да користите ChatGPT, Gemini, Grok или било што. Работата е треба да се провери сето тоа. Кои вештини според вас ќе бидат најбитни во иднина што треба да ги има еден млад сметководител на почетокот? Па, искрено, дисциплина, упорност и љубов кон промени. Затоа што светот се менува многу брзо. И вие мора да ги сакате промените и вие да се менувате како што тие се менуваат. За да одите паралелно со промените во животот. Сега, за да те запознаеме од една поопуштена страна, јас примив кратки прашања со темата е или. Значи, јас ќе ти поставам 2 работи, а ти да одбереш една од тие 2. Морам една?
Мора една, значи мора една. Те се потребни. Да. Работа од дома или канцеларија? Дома, Работа во тишина или со музика? со музика, Рано станување или доцна работа? рано станување, Кафе или чај? кафе. 100 мејлови или еден тежок извештај? Ова е тешко. 100 мејлови или еден тежок извештај? Да. Ајде малку Ајде 100 баланс. мејлови. 100 мејлови. Да завршиш се на време или да оставиш за утре? Се на време. Ви благодарам за прашањата со или. За крај, кој совет би им го дал на младите? Пронајдете се себе си и не се откажувајте од патот кој што сте го зацртали. Одлично, ви благодарам многу што бевте дел од оваа емисија и се надевам дека ќе се видиме на конференцијата на 6 мај. Сигурно. Ви благодарам и вас за поканата и за разговорот кој што го имавме. Денес разговаравме за кариерата во сметководството, што значи ACCA и можностите кои младите ги имаат денес. Ви благодарам што бевте дел од уште една епизода од подкастот Повеќе од само бројки и се гледаме во следната епизода.